Живот во ризик живеат 16 семејства од општина Пробиштип. Социјалните бараки во кои се сместени повеќе од 35 години само што не се срушени. Во најголем дел од становите, ѕидовите се испукани, а дотраениот кров во секој момент може да им падне врз главите. Кога дува ветер, џамовите починаат да фурат, не се здрави, многу има од згоре кога врне. Кирмидите се целите лом и препушта до скоро време кога заврнеше многу, почеше да претечува, па кофи стававме за да не се намокре. Горе кирмидите се целите уништени, летви, тој што има греди и цел тој пропаднат. Значи може у секој момент појак снег или појак ветер може да се обрне тој целото да не потепа. Кога и ден и ноќ кога живееме, со страх живееме. Оставаме исто така на одржаваме. Секоја година тој се го преправи, се си паѓа. Нема водата е, кога е направена зграда, тога е вода е направена овде. Колку време трае овај проблем? Овај проблем, јас сум туку во овај стан 35 години. Сум оваа барака 35 години, сум 35 години. Понапред плаќаме. Ајде сизо, нели, дужен сум плаќаш да ги реновира, да поправи. Нити вода сме, нити струја, нити канализација, нити покрив. Се од секаде тече оваа. Иако станува збор за семејства во социјален ризик, тие се подготвени колку толку домовите во кои живеат да ги санираат сами, но поради неразчистената собственост врз бараките, тоа не можат да го сторат. Проблем сега нема кој газда не се знае. Беше газда Систип, па ги вратија на општина Пробиштип, па ги под Штип беа. За посочениот проблем експресно реагираше градоначалникот на општина Пробиштип, кој денес беше заедно со овие семејства. Станува збор за градба која што е била во ингеренција на рудниците за олово и цинк, тогаш Злетово, во ова населба каде што имаме неколку и други вакви слични градби, односно кај нас во Пробиштип познати како Мавровски бараки. Сакам да информирам дека во 2012 година Министерство за транспорт и врски ги отстапува ингеренциите на општина Пробиштип, но општина Пробиштип во неможност сите годините наназад ингеренциите ги дава на јавното претпријатие Никола Каре во Пробиштип со цел да не отвора ново јавно претпријатие кое што може да стопанисува со овие објекти. Анастасов решението за дел од овие, но и останатите семејства кои живеат во социјален ризик, го посочува во изградбата на двете социјални згради. Ке имат можност да аплицираат за добивање стамбено решение сите самохрани родители, ромската заедница, лицата со попречност, лицата со хендикеп, буквално онаму каде што е најпотребно, оние луѓе кои што во својот животен век не успеале да имат кров на глава, да тоа го направи општина Пробиштип, односно Министерството за транспорт и врски заедно со Министерството за труд и социјал. Овде општина Пробиштип го гледа веќе како што споменав и решението на сите оние наши сограѓани кои што живеат во едно катастрофални лоши услови. Градоначалникот најави дека по изградбата на двете социјални згради ќе се градат уште две на местото на веќе дотраените бараки.